Вести на Сител во 16 часот. Добар ден. Ова се настаните на денот. Зоран Заев пред 3 месеци победи на избори со истиот избирачки список кој сега не му чини. Ако вистински сакаше избори, ќе ги прифатеше минатата недела, одговори премиерот Никола Груевски на вчерашното барање на лидерот на опозицијата да се сменат изборните закони, да се прочисти избирачкиот список и да се распишат вонредни парламентарни избори. Холандската цветна инвестиција во Струмица е дело на владата, на кој работиме над една година, а не на градоначалникот, потврдија премиерот Груевски, министерот Самак и амбасадорот Никола Димитров. Каков учител, таков ученик. Груевски и Самак ја потврдија народната кој лаже, тој и краде. Остро обвини Зоран Заев. Со новите ехоапарати во градската општа болница 8 септември, попрецизно ќе се лекуваат тумори кои зафатиле органи во абдоменот и ќе се зголеми бројот на интервенции, а со новата лабораториска опрема ќе се прават и по 800 анализи за еден час. Оваа инвестиција чини над 700.000 евра. Ефтини кредити за компаниите кои ќе отворат нови работни места. Фирмите ќе треба да имаат само еден вработен со стаж од само еден ден. Вкупно 100.000 единки од ендемична охридска пастрмка денеска запливаа во Охридското езеро благодарение на Министерството за земјоделие. Путин му фрли ракавица на Обама. Тврдењата дека Асад користел хемиско оружје се чиста глупост. Истражувањата покажуваат дека сиријците си го сакаат својот лидер, ама таа вест нема никаде да ја слушнете, пишува лондонски Гардијан. Дојдов да ги посетам и испратам нашите кошаркари пред Европското првенство. Се надеваме дека ќе успеат на Европското првенство да постигнат добар резултат, порача премиерот Никола Груевски по посетата на завршниот тренинг на кошаркарите во салата Борис Трајковски. Да ги бодриме нашите спортисти без разлика на резултатот, порача премиерот. Уште само 4 дена останаа до почетокот на мисијата Словенија. Кошаркарската еуфорија која ги зафати граѓаните од сите генерации одбројува часови до официјалниот почеток. Кошаркарите пред заминувањето за земјата под Триглав на фановите им овозможија да присуствуваат на последниот отворен тренинг, а тие им возвратија со феноменална навивачка атмосфера. На јунаците од Европското во Литванија среќен пат им посака и премиерот Никола Груевски, а тие му возвратија на гестот со роденденски подарок кошаркарска топка. За Груевски, борците подобрачите се вистински пример за заедништво кое раѓа непобедливост. Изрази оптимизам дека преку патешествието кое ги очекува кошаркарите ќе се обединат и македонските граѓани. Денеска дојдов да ги посетам и испратам нашите кошаркари на следното европско првенство и ова е и во духот на неделата на прославата на празникот 8 септември, денот на независноста, кој што го водиме. Прославата ја водиме под мотото поврзано со спортот, бидејќи спортот е тој што обединува, спортот е тој што гради единство. Спортот е тој каде што со заеднички напори, со заеднички труд, со заеднички сили успеваме да постигнуваме победи. И како што тоа се случува во спортот, така тоа се случува и во животот. Тој на навивачите им порача дека репрезентативците треба да се бодрат и во добар и во лош резултат и без разлика какво реноме има противникот. Прашањето е за кого ние одиме на стадион. За гостинот или за да ги бодриме нашите репрезентативци. Македонските кошаркари на 4 септември против Црна Гора ја започнуваат мисијата Словенија 2013, каде ќе се обидат да го повторат успешниот настап од пред 2 години. Полицијата и родителите во Гостивар синоќа заеднички контролираа дали по капулињата тинејџерите пијат алкохол и прават бели. Владата планира намалување за 50% на цената на геодетските елаборати за легализација на дивоградбите. Ова се однесува на социјално ранливите категории. Катастерот во минатите недели и месеци имаше долги преговори со сдруженијата на луѓе што се во геодетски работи и по тие преговори се постигна согласност и тие самите прифатија цената за изработка на елаборати
кои што се потребни за легализација на дивите градби. За лицата приматели на социјална помош да се намали за 50%. И тоа е една двострана согласност, така што тоа ќе се официализира на следната седница на влада, со што сите приматели на социјална помош ќе добијат една силна поддршка во правец на легализација на нивните диви градби. Премиерот Никола Груевски денес изјави дека холандската инвестиција, која вчера ја најави струмичкиот градоначалник Зоран Заев, инвестиција на која како влада работат повеќе од една година. Ова за Сител вчера го потврди и министерот за странски инвестиции Веле Самак, а во телефонски разговор денеска ни го потврди и амбасадорот во Холандија Никола Димитров. Тоа што Зоран Заев вчера одлучил да објави и да си ја припише инвестицијата на себе, како што рече премиерот, му го остава на него и на неговите карактерни склоности. Градоначалникот на Струмица вчера најави холандска инвестиција во неговиот регион со која ќе се отворат нови 250 вработувања. Денеска испрати соопштение во кое остро обвинува. Еве ги деталите. Премиерот Груевски повторно го демантираше градоначалникот на Струмица Заев, кој вчера најави нова инвестиција во градот. Станува збор за холандска компанија која произведува семенски материјал за цвеќиња, која треба да вработи на 200 луѓе, со која владата преговара повеќе од една година. Пред скоро 2 месеци, премиерот Груевски во интервју за Дневник ја најави инвестицијата. Тоа е инвестиција која што ние ја работиме цела година. Тргна од нашиот промотор во Холандија и нашиот амбасадор во Холандија. Потоа ја преземаа нашите министри, министерот Веле Самак и агенцијата за странски инвестиции. Беа кај мене негде пред локалните избори. Нормално тоа не го објавив, бидејќи тоа е култура на однесување со инвеститорите. Беа кај Пешевски, беа кај повеќе владени министри, беа кај Милијана Киевски, каде што се договара локациите. Тој додаде дека договорот меѓу владата и инвеститорите е во финална фаза, а тоа што Заев го објавил вчера се негови карактерни склоности. И министерот без ресор Веле Самак, кој пак беше вклучен во преговорите со холандската компанија, е зачуден од постапката на Заев, кој деновиве оваа инвестиција промовира како своја. Се огласи и македонскиот амбасадор во Холандија Никола Димитров. Конкретниот случај што на некој начин ја разбранува јавноста, според мене испуштивме една прилика да покажеме заедништво кога очигледно се работи за општ државен заеднички интерес. Инаку планирано беше официјалното отворање и изградбата на објектот, што најверојатно ќе се случи во септември, тогаш да се обзнани и инвестицијата и името на компанијата и впрочем, тогаш ќе биде присутен и генералниот менеджер, ќе може и изворно да каже како почнала целата приказна. Меѓутоа, помалку е важно кој го зема кредитот, мислам дека е поважно дека не се случува инвестиција. На изјавата на министерот Самак, Заев врати дека и тој и премиерот лажат. Каков учител, таков ученик. Груевски и Самак ја потврдуваат народната мудрост кој лаже тој краде. Китењето со туѓо перје во врска со холандската инвестиција во Струмица е пример за класична кражба на заслуги, се вели во реакцијата на градоначалникот на Струмица Заев. Тој тврди дека локалната самоуправа настапила пред инвеститорот со локацијски услови и инфраструктурна покриеност, атмосферска и фекална канализација, електрична мрежа, асфалтиран пат со пристап за, влез и излез до и од локацијата, мост, водоснабдителен систем со вода за пиење и техничка вода, современи тротоари околу локацијата и соодветно улично осветлување, се вели во дописот на општина Струмица. Телеком ева на топлификација, гама, кабелските оператори, водовод и канализација. Ова се само дел од фирмите кои учествуваат во изработката на подземниот катастар на Македонија, поради собствените инсталации подземја кои ги имаат со години. Премиерот денеска најави дека законските основи се поставени и се очекува за 5 месеци од сега подземниот катастар да профункционира. Овие инсталации ќе може да се ставаат и под хипотека. По цели 6 години мерење, премерување и запишување на сите подземни инсталации, цевки и водови. За 5 месеци од денеска ќе профункционира подземниот катастар. Законските основи веќе се донесени, а од вчера е во функција и подзаконскиот акт. Во тек е набавка на софтвер, процес кој ќе трае 40 дена. Сите подготовки се направени, вклучувајќи ги и тренинзите за вработените. Податоците содржани во регистарот ќе се користат за потребите на урбанизмот и просторното планирање, за економски, административни, статистички, даночни цели, за заштита на правата врз изградените објекти и инфраструктурата, изготвување на евиденција за државните органи, за општините, јавните предпријатија и странските инвеститори. Некаде во февруари можеме да ги очекуваме првите изводи од катастрот за подземен катастар.
што на компаниите многу ќе им служи во време кога сакаат да изградат нешто, да направат нешто, да било што е поврзано со градби. Законот се подготвуваше во Министерството за транспорт и врски. Очекувањата се дека со него ќе се воспостави регистар на инфраструктурни објекти и придружни инсталации, кои како таков ќе го водат општините, а секој субјект кој управува со подземни и надземни инсталации ќе биде должен редовно да ги обновува информациите во својот дел. Сите подземни инфраструктурни водови ќе бидат евидентирани и ќе им бидат запишани сопствениците, а со тоа идните инвеститори ќе имаат поголема прегледност, па ќе може полесно да добијат и одобренија за градба. Тоа ќе овозможи поефикасна реализација на идните инвестиции. Со овој систем, фирмите кои се сопственици на инсталации ќе може да ги продаваат или да ги ставаат под хипотеки за да добијат кредити. Во изготвувањето на подземниот катастар учествуваат сите фирми и предпријатија кои веќе имаат свои подземни инсталации, а имаат и своја база на податоци. Тука през се Топлификација, Телеком, Евана Македонија, Гама, Водовод и канализација, како и кабелските телевизиски оператори, правни лица што се сопственици на најмногу од поставените мрежи под земја. Владата значително ги поедностави условите за доделување ефтини кредити на компаниите за отворање нови работни места. Како што соопшти портпаролот Александар Георгиев, за добивање кредит ќе биде доволно фирмите да имаат само еден вработен, а не најмалку од двајца како досега. Исто така лицето кое фирмата планира да го вработи не мора да е евидентиран во агенцијата за вработување минимум 3, 6 месеци или 1 година, туку верувале или не, само еден ден. Наместо двајца вработени, доволно е фирмите да имаат само еден вработен за да можат да аплицираат за ефтините кредити, а лицата кои фирмите планираат да ги вработат нема да мора да се во евиденцијата на агенцијата за вработување минимум 3 или 6 месеци како досега, туку само еден ден. Владата реши да ги поедностави условите за аплицирање за ефтините финансиски средства за компаниите. Со тоа фирмите ќе можат полесно да дојдат до ефтини пари и да отворат нови работни места. Се проширува основата кон сите оние трговци поединци кои што имаат по еден вработен, а сакаат да го зголемат капацитетот на вработени во рамките на својата фирма, да ја прошират дејноста и од поединечна фирма да направат едно мини или микро предпријатие. Во текот на следната недела, Агенцијата за вработување треба да го објави новиот оглас за аплицирање. Од владата апелираат сите заинтересирани да искористат можноста и да го прошират својот бизнис, со тоа директно ќе придонесат и за растот на економијата. Секое ново отворено работно место ќе биде финансирано со ефтин кредитен аранжман од по 3000 евра, а максималниот број на лица кои што може да бидат вработени преку оваа мерка во рамките на еден оглас изнесува 3 лица. Значи, вкупно една компанија ќе може да побара 9000 евра за да вработи 3 лица во рамките на својата дејност. На лицата кои ќе аплицираат, средствата ќе им бидат одобрени во рок до 45 дена од завршувањето на огласот. Рокот за враќање на истите е 3 години, со грејс период од 1 година и каматна стапка од само 1%. Услов за оној кој ќе ги добие парите е да не го намалува бројот на вработени најмалку 36 месеци. Ако отпушти некој од вработените, на негово место ќе треба да вработи ново лице. Оваа владина мерка за кредитирање на компаниите е воведена од почетокот на годинава. Со првичните услови на претходните 3 огласи, вработени се 250 лица. Зоран Заев пред 3 месеци победи на избори со истиот избирачки список кој сега не му чини. Ако вистински сакаше избори, ќе ги прифатеше минатата недела, одговори денеска премиерот Никола Груевски на вчерашното барање на лидерот на опозицијата Зоран Заев да се прочисти избирачкиот список, да се променат изборните закони и да се оди на предвремени избори. Бараат избори, а молат Бога да ги нема. Проблемот не е до избирачкиот список, зашто со него Зоран Заев победи во струмица на локалните избори. СДСМ ескивира избори, инаку зошто не ги прифати викендот кога им беа понудени на тацна, рече премиерот Никола Груевски, коментирајќи ја изјавата на претседателот на СДСМ Зоран Заев, дека ќе оди на избори само со прочистен избирачки список. Правиме се што сака и промени на изборното законодавство и пак ќе најдат некоја чака што вика народот за да ескивира. Секако дека се што ќе биде понудено и она што е дел од препораките на ОПСЕ ќе биде прифатено, но тоа воопшто не е клучно за изборите. Знаете што ние од 2006 до сега драматично го подобривме законот за избори и тоа во 4 наврати. А во 2006 воопшто не беше толку лош законот, ние тогаш победивме на избори како опозиција. Значи... Тој најави дека може да прифатат и други барања на опозицијата и промена на изборното законодавство кое веќе 4 пати досега е менувано, но дека таа секогаш ќе наоѓа начини да избегнува избори.
Се уште немаме закон со кој што се сама мора да победи по секоја цена, дури народот да не го сака тоа. Оваа негова реакција доаѓа по вчерашното барање на лидерот на опозицијата Зоран Заев да се чисти избирачкиот список и да се сменат изборните закони. Го повикувам Груевски да директно, неформално, туку суштински, заедно со опозицијата и пред се со институциите на системот, се вклучат во исчистување на избирачкиот список до крај и вградување на сите препораки од ОПСИ и ОДИХР во изборното законодавство. Тоа е исто така препорака од Мартовскиот договор, наша обврска како земја. Штом тоа ќе биде завршено, веднаш можеме да го прецизираме терминот за одржување на парламентарни избори и најбрзата процедура за организација на вакви парламентарни избори. Минатиот викенд премиерот Никола Груевски му понуди на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вонредни избори, под кои услови и да ги бара, само Македонија да не биде заложник на нивните теснопартиски интереси. СДСМ вообичаено не само што ги одби изборите, туку си продолжи по свое што ја блокира меѓународната интеграција на Македонија. Здравство. Со новите ехоапарати во градската општа болница 8 септември попрецизно ќе се лекуваат тумори кои зафатиле органи во абдоменалниот дел од организмот и ќе се зголеми и бројот на вакви интервенции, а со новата лабораториска опрема ќе се прават и по 800 анализи за еден час. Само оваа инвестиција чини над 700.000 евра. Се избегнува штетното зрачење на пациентите, а се добива голема прецизност во лекувањето на тумори кои зафатиле внатрешни органи. Ова се придобивките од новите апарати за ехотомографија во градската општа болница 8 септември, во комбинација со снимки од компјутерска томографија или магнетна резонанца. Електродата од апаратот, со насочување од страна на лекарот, точно доаѓа до местото каде се наоѓа туморот и го гори само него, без да оштетува други ткива и органи. Ваква интервенција со помош на овој апарат за прв пат ќе се врши во Македонија и пошироко. Имаме можност за овие аблации досега што ни беа, например, тумори во некој или пак ехотомографски слабо да се визуализираат подобро на компјутера, да се избегне зрачењето како компонента од компјутерот, кој што е многу битно. Ултразвукот нема никакви последици по пациентот во однос на рентген зраци. Не постојат рентген зраци овдека. Би можеле понедостапни, потешко и попрецизно да се изведе самата метода на радиофреквентна аблација. На уролошкото оделение во 8 септември со новата апаратура ќе почне да се изведува и ултразвучна биопсија на простата, која досега се правела на слепо. Досега можеби тој временски период изнесуваше 2 до 3 месеца, значи за да се направи биопсија на простата, а јас верувам дека со новата метода, со новиот начин на работа во нашава болница ќе биде значително скратен тој временски период. Со современите лабораториски апарати, кои ги доби болницата, драстично ќе се намали времето на чекање за резултати. На овој апарат, за еден час, можат да бидат обработени и 800 примероци. Придобивките се и за болницата, но и за сите пациенти во Република Македонија. Значи, сите апарати се современи, брзи и многу точни. Значи, за многу кратко време се добиваат голем број на анализи, односно бенефитот за пациентите е тоа што за кратко време ги добиваат своите резултати. Со новите апарати во лабораторијата во 8 септември ќе се вршат и посложени анализи. Само оваа опрема од ехо и лабораториски апарати чини над 700.000 евра. Во септември во болницата ќе дојдат и 8 врвни американски лекари, кои тука ќе ги обучуваат македонските колеги за најновите методи на лекување на многу болести. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски и градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев го посетија подрачното училиште во населбата Македонка, кое се реконструира. Во ова училиште се едуцираат околу 70 деца од населбите Железничка, Балканска и Чардаклија. Учениците додека се одвијат градежните работи настава следат во друго училиште во населбата Три Чешми, а општината организира превоз за нив. Додека се одвијат градежните работи во Штипската населба Македонка, децата ќе учат на друго место, посочи министерот за образование Спиро Ристовски. Купно 100.000 единки од ендемичната охридска пастрмка денеска заплива во Охридското езеро. Во акцијата која ја спроведе Министерството за земјоделство, Хидробиолошкиот институт и концесионерот на Охридскиот дел од езерото Пастрмка 2012 присуствуваше и министерот Липчо Димовски. Охридското езеро порибено со 100.000 парчиња охридска пастрмка до крајот на месец септември предвидени се вкупно 2.100.000 единки на возраст од 6 до 9 месеци. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Димовски потенцира дека покрај на македонската порибување ќе се врши на албанската страна, со што негативните дејствија на овој дел од езерото ќе се сведат на минимум. Ќе се
Значи, интензивирани тие комуникации, таа соработка е веќе на една плодна основа поставена. Очекуваме да имаме и интензивни, односно да започнеме со средби помеѓу двете страни на кои што би се договориле заедно координирано действување околу порибувањето на Охридското езеро. Од Пастрмка 2012 велат дека благодарение на рибочуварската служба рибократството во Охридското езеро е намалено за најмалку 90%. И се надеваме дека во наредните години дека ќе го возобновиме со ваква физичка заштита, ќе возобновиме рибниот фонд на Охридската пастрмка. Купното порибување во периодот од 2005 до 2012 година е со 14 милиони единки подмладок, за што се реализирани средства во износ од скоро 35 милиони денари. Во организација на Сдруженијето на граѓани почитувачи на делото на Тодор Александров денеска голем број штипјани одбележаа 89 годишнината од смртта на овој голем македонски револуционер и некогашен лидер на ВМРО. Бројни делегации положија цвеќе на спомен плочата која се наоѓа во Ново село, откако претходно во црквата Успение на Пресвета Богородица се одржа панихидата за Александров. За прв пат тука се поклони и Јохан Тарчуловски. Таму беа и министерот за образование Спиро Ристовски, поранешниот министер за надворешни Антонио Милошовски, градоначалникот на Штип Илчо Захариев и други представници од владачката ВМРО да помене. Панахида во црквата Успение на Пресвета Богородица во Штипско Ново село одбележена 89 годишнината од смртта на Тодор Александров. Штипскиот градоначалник рече дека од Ново село потекнуваат бројни видни личности кои оставиле свој белег во македонската историја, наука и култура. А еден од тие е и Александров кој го положи својот живот на олтарот на татковината. Тодор Александров, народен трибун, еден од најдолгите претседатели на ВМРО, човек кој направил многу за Македонија. За името на Александров беа поврзани многу контраверзи, но современата македонска историја го кажа последниот збор. Личност на кој му се импутирани разни неправди историски во текот на своето битисување, меѓутоа тој никогаш ништо нема друго спомнато освен борбата за слободна Македонија. Долгогодишен војвода и комита, како и секретар на Петар Чаулев и неговите војводски комитски чети. Представници на владата, локалната самоуправа, почитувачите на ликот и делото на Александров и бројни граѓани положија цвеќе и се поклонија пред спомен плочата во дворот на неговата семејна куќа. Путин му фрли ракавица на Обама, Асад не користел хемиско оружје. Ако тоа е така, изведете ги доказите пред Советот за безбедност на Обединетите нации, му порача рускиот на американскиот лидер. Истражувањето на Катар, кое што го пренесува Гардијан, покажува дека сиријците го сакаат Асад за свој лидер. Рускиот претседател Путин го потсети својот американски колега дека е добитник на Нобеловата награда за мир. Побара од него да размисли за последиците на евентуалниот напад врз Сирија. Наводите дека сирискиот режим употребил хемиско оружје за него се чиста безмислица. Syrian government forces are advancing. In some areas they've surrounded the rebels. To think that in such a time they would give a trump card for those calling for intervention is utter nonsense. За американците нема сомнение дека Асад е злосторникот кој треба да се казни. President Obama will ensure that the United States of America makes our own decisions on our own timelines based on our values and our interests. Финалниот извештај на Обединетите нации за употреба на хемиско оружје се очекува за 2 недели. Меѓународните инспектори рано изутринава ја напуштија Сирија. The mission can draw any conclusions about this incident. The evaluation of all available information, including the laboratory analysis of all samples, must be completed. Тимот на Обединетите нации си замина од Сирија само неколку часа откако Обама најави ограничена воена акција. На состанокот со лидерите на Балтичките земји тој појасни дека операцијата би била ефикасна и брза. In no event are we considering any kind of military action that would involve boots on the ground, that would involve a long-term campaign. Во меѓувреме од Дамаск порачуваат дека се подготвени, дека уште во 2003-та знаеле дека по инвазијата врз Ирак тие ќе бидат следни. Крсто Крстев, роден 1933 година од Скопје, се води како исчезнат од четвртокот. Последен пат е виден на клупа пред зграда во која живее во автокоманда. Бил облечен во бела кошула и кафеави пантолони. 80 годишниот Крсто Крстев е диабетичар и е веќе
3 дена нема никаква трага ниту глас од него. Често се движел на релација автокоманда Зелено Пазарче, центар и Водно. Семејството апелира до сите граѓани за било каква информација за дедо Крсто да се јават во најблиската полициска станица или на телефонскиот број 075 208 133. Тоа е бројот 075 208 133. Повеќе информации на Сител.МК, фан страните на социјалните мрежи Твитер и Фейсбук. Првото издание на Дневникот е во 19, нови информации тогаш. Пријатно.